На 13 ноември заседаваше Општинскиот кризен штаб за заштита и спасување поради големата закаденост на воздухот во Велес. Согласно последните резултати од мониторинг станицата за квалитет на амбиентен воздух Велес 2 на државниот автоматски мониторинг систем при Министерството за животна средина и просторно планирање, општина Велес преку соопштение ги информираше граѓаните за високи среднодневни концентрации на PM10 честички на територијата на општина Велес за деновите 11 и 12 ноември. Локалната власт упати препораки за граѓаните и тоа да се користи јавниот превоз, возила да не се користат без поголема потреба, повеќе лица да се возат со едно возило во исто време, да не се користи за затоплување на простории прегорено отпадно масло, лакирани или обоени отпадоци од дрво и мебел, стиропор, пет амбалажа, парчиња гума и било каков синтетички материјал. Рано наутро и доцна навечер да се избегнува долготрајна изложеност на отворено. Правилно да се користат печките за дрва, да се користи суво, невлажно огревно дрво и редовно да се чистат оџаците, да се одложат сите активности на отворено. Но овие препораки наидоа на бура од негативни коментари од страна на граѓаните објавени на социјалните мрежи, бидејќи дел од препораките не се во согласност со мерките за коронавирусот дадени од страна на здравствените власти, при што дел од граѓаните и велат дека ништо нема да сменат самите препораки, треба, односно предложуваат да се вметнат санкции. Инаку, како што се вели во соопштението за јавноста, доколку има надминување на прагот на алармирање во текот на наредните денови, ќе бидат превземени дополнителни вонредни мерки за што јавноста навремено ќе биде информирана.